Добро вечер, драги гледачи, и добро вечер оние што не гледаат. Поздравете и од мене, пошто нема логика да ги поздравам јас ако не гледаат. За чудо, ова недела ја почнуваме со среќни вести од фудбалот. Македонија на чекор до светско првенство. Ова стварување на сонот на сите оние кои како мали играле фудбал меѓу два камења, меѓу две дрва, кои го очекувале ова со години, ако не и децении. Им благодариме на целиот тим кој е шаренолик, каде што играат македонци, албанци, турци и кои се борат со една цел, а тоа е победа. Исто така имаме шаренолик тими во собранието, но тоа е друга приказна каде што ретко победуваме. Би било добро да беше така, но во некои други времења. Затоа ги имаме нормалните вести кои произлегуваат од тоа. Имаме уште една среќна вест, ни тргна неделата, Пронеден Кастриот Реџепи не е киднапиран, човекот е добар, колку што може. Не гласал против владата затоа што му се јавил глас, то треба да видат психолозите што се случува, кој му рекол европската иднина е во тебе. Битно да е здрав и жив, а ние да сме во Европска унија. Друга главна вест е тоа што бил отворен првиот рудник за биткоини во ГТЦ, каде што имало машини за копање. МВР вели дека немало криминал, машините се тргнати, веројатно да ги земат дома, да работат и оттаму, значи кој работи, тој има нормално. Не може да седите и да чекате од државата дај ова, дај она. Треба да земеш во своји раце. Како што соопшти министерот Спасовски, во новчаникот на вработениот биле најдени 4000 денари, 50 евра и 0 биткоини. Така да пропаѓа дека имало криминал таму, како што не нашле биткоини. А сепак сега за да работат на јавната администрација покрај толеранцијата на кафе и на буреки им требаат и 2 вакцини против ковид. Ова го најави министерот Венко Филипче и најде на негодување во јавноста. Туку како пример можеме да и посочиме рамковно вработените, например оние 350 вработени во општина Тетово, кои земале плата, не оделе на работа, што е многу одговорно од нивна страна да не го шират вирусот, да не ги почитуваат мерките, да се барем 200 метра од работно место. Но сепак се отвораат и други прашања, например, дали министерот Венко е вакциниран од морална одговорност, затоа што или ја прележува симптоматски. И после 2,5 месеци нема никаква одговорност и никаква истрага за пожарот во Тетово. Македонија влегува во стабилност, то можеме сите да го заклучиме, стабилно растат цените на се. Сепак министерот Бектеши не е многу загрижен, вели дека ако осетил дека растат цените, ќе реагирале како влада. Зато министерот Бектеши да ни кажи од каде купува, каде што не растат цените, затоа што ние сите другите го осеќаме растот на цените. Исто така, другиот министер во владата додаде дека ова е влада на Заев 3. Ова е нешто како филм Рамбо 1, 2, 3, Заев 1, 2, 3. Веројатно ова влада ќе ни скрши кичмата ако не ни беше претходно скршена. И едва чекаме да реконструкцијата да почне. Веројатно ќе биде некоја шаховска конј на G3, конј на G5. Пиуните се секој пат во прв ред на митинзи на интернет, така да, иако ќе има промени, тие ќе се само козметички. И сега имаме, мене лично, едно остварување на една голема желба да направам интервју со Красимир Каракачанов. Минатата недела имаше избори во Бугарија, Красимир Каракачанов и неговата партија ВМРО-БНД освоија точно 0 пратеници. А некои извори велат дека сепак не е толку лошо, затоа што тие ќе имаат или чувар, или рецепционер во Бугарското собрание, па дали го имаме Красимир на линија? Краси, како е? Повторно не се разбираме, така звучи гласот на национализмот кој блокира и кој место да гради мостови
урива мостови, за сепак за среќа во Бугарија дуваат некои нови ветришта, па да се надеваме дека ќе биде подобро. Или барем полесно за бугарски пасош. Тоа беше се од прилика за оваа недела. И сега ќе делот кој сите го чекавте, тоест да завршам. Ќе завршам и да ве потсетам дека наградната игра уште трае, доделуваме литар масло, 3 парчиња леп и утешна награда гарсонјера од Елчево. Добра ноќ и клајте по едно кафе да се напиеме.